Добар ден, почитувани, стартуваат минутите резервирани за најновата Телма амбуланта. Постојат добри бактерии кои се од витално значење за нашето здравје. Модерниот начин на живот драматично го менува составот на бактерии што живеат во нас и на нас. Сите знаеме дека антибиотските терапии влијаат врз рамнотежата на цревната флора, но и начинот на исхрана може да доведе до низа промени. Дали со некој поинаков режим на исхрана и внесување на одредени продукти можеме да си го зајакнеме микробиомот, односно да го промениме бактерискиот состав во нашите цреви, на таков начин директно да влијаеме на нашето здравје. Надица Илиевска, дипломиран нутриционист во Nutritionist Consulting, е денешна гостинка во Телма амбуланта, со која што ќе зборуваме за поврзаноста на храната и здравјето на цревната флора. Добре ни дојде, Надица. Добро ве најдов. Веднаш ќе започнеме со првиот факт во денешната Телма амбуланта, кој што гласи: здравиот микробиом е клучен за ефикасен имунолошки систем и ја зголемува неговата отпорност на болести. Надица, во нашите црева има деликатен екосистем, таму живе голем број на бактерии кои што го чуваат нашето здравје. Кога станува збор за храната, точно ли е дека бактериите ја сакаат медитеранската исхрана, медитеранскиот тип на исхрана? Всушност, многу физиолошки процеси во нашиот организам зависат од тоа каква цревна флора имаме, односно како ни е микробиомот. Она што е интересно да се нагласи е дека тој стотици милиарди бактерии имаме ние во нас, ние сме повеќе бактериска ДНК отколку човечка, но е многу индивидуален, тоа е како отисок од прст. Секој човек има различен диверзитет. Она што е интересно е дека во однос на диверзитетот многу е интересно што одреден тип на исхрана делува кај сите подеднакво во добра смисла и подеднакво одредена исхрана делува во лоша смисла. И впрочем, од таму тргнувајќи, почна многу последните децении да се испитува, бидејќи не постои ни еден сегмент од нашето здравје. Порано цревната микрофлора ја зборувавме само во контекст на примена на антибиотици. Меѓутоа, на нашата цревна флора, на микробионот, во прво најмногу влијае стилот на живење, исхраната, околината и хигиената. Она што е интересно е феноменот на медитеранска исхрана. Феноменот на медитеранска исхрана се состои во неговата разновидност. Се состои во конзумирање на цели, непреработени производи на мирници. Суштината на медитеранската исхрана е разновидноста и одредените комбинации, кои што дури ги препознаваме и во одредени рецепти. Па велиме, маслинов зејтин и домат и кромит, тоа е веќе медитеранска салата. Значи, и самото комбинирање. Втората карактеристика на медитеранската исхрана е едноставноста на намирниците. Што значи тоа? Помалку намирници искомбинирани на специфичен начин. И да, можеби медитеранската исхрана е најдобриот начин на менување на нашиот микробиом, бидејќи мене лично праксата ми покажа дека во третманот на било која диетотерапија мора да биде вклучено и поправањето, односно менувањето на цревната флора, бидејќи и во рамките на едно мое лично истражување кое што го правам, дисбиозата, односно нарушување на цревната флора е причинител или резултат, речиси, на секое наше нарушување на здравјето. Што значи не само при антибиотска терапија. Пример, и покачена телесна температура ја нарушува нашата микрофлора, бидејќи помага за раст на одредени типови на микроорганизми во организмот или за одумирање на некои микроорганизми што ги имаме, а ни се потребни. Што е со лицата кои што се вегетаријанци или пак вегани? Каква микрофлора имаат тие? Подобра?
Или Она не? што е интересно да сите истражувања укажуваат дека знаете, ништо не е само бело и само црно. Што се однесува до микробиомот, што се однесува до микрофлората кај вегетаријанците, не кај веганите, кај вегетаријанците, тие стојат најдобро во однос на диверзитетот на нивната микрофлора и се смета дека нивната исхрана треба да се вклопи и кај оние кои што конзумираат, значи диверзитетот на намирниците кои што тие го користат и претежно. Впрочем, ако зборуваме за билните влакна, вегетаријанците се единствена група на луѓе кои што приближно го достигаат препорачаниот внес на диетни влакна, односно на билни влакна, што значи дека да, треба многу да украдеме од начинот на исхрана на вегетаријанците. Но не и на веганите. Но не и на веганите, затоа што кај веганите, од друга страна, едноличноста, односно отфрлањето на многу голем број на намирници, не е добра за микрофлората, односно за микробиомот. Што значи дека разновидното јадење всушност ни дава и разновиден микробиом. А што е со безглутенската исхрана? Што можеме да очекуваме да се случи со цревната флора доколку не јадеме пченица, рж, јачмен, спелта и слично? Она што е интересно е дека нарушениот баланс на микрофлората, така наречена дисбиоза, се уште не е докажано дали предизвикува нетолеранција. Сериозни научни истражувања велат да, поготово кога нетолеранцијата ќе се јави во подоцнежните години, а не е вродена. Но секако сме сигурни дека нетолеранциите на храна предизвикуваат дисбиоза. Што значи дека таа спрега е навистина евидентирана и научно докажана. Секогаш постојат заменски намирници на кои што може да се ослониме во однос на тоа кога треба и мораме да отфрлиме група на намирници. Нетолеранцијата на глутен не значи и откажување од цела пробиотска или цела пребиотска исхрана. Постојат алтернативи на интегралните житарки. Потребно е само да знаеме за што се работи. Сушност, ајде, например, од колку е важна пробиотската и пребиотската храна. Некои работи кои што еминентно постојано ги слушавме последните 2,5 години, како што е важноста на германиумот, всушност доаѓа од пребиотска храна. Го има највеќе во лукот. Носачи му се билните влакна, олигосахаридите, бета-глуканот, имуностимулатор. Тој исто така доаѓа од пребиотска храна. Што значи дека многу намирници кои што ни се соединенија кои што ни се неопходни доаѓаат од храна која што е пробиотска или е пребиотска, а подоцна се утврдило дека всушност е многу корисна за подобрување на нашето општо здравје. Кај нетолеранциите, посебно кај глутен, може би во однос на дисбиозата и не е така карактеристичен проблемот колку што е кај нетолеранцијата на лактоза, бидејќи таму две групи, и пробиотиците и одредени пребиотици, ќе недостасуваат, односно не смееме да ги вклучиме во исхраната и тогаш посегнуваме кон специјални режими и додавање на готови работи. Надица, но и лица кои што немаат нетолеранција на глутен некогаш се одлучуваат да направат промена во исхраната и да почнат да применуваат безглутенска исхрана. Значи, доколку тоа го направат, тие всушност ќе предизвикат и промена во нивната цревна флора и директно може да влијаат на имунитетот, ако немаат потреба за тоа, зборуваме. Точно така. Она што е интересно е дека навистина не треба да го исклучуваме она кое што не мора да го исклучиме. Не значи дека исхраната треба да не биде претежно глутен. Она што реално умерено се да биде прави во современото живење. Секаде го има глутенот. Секаде го има глутенот. Дури во млечните производи. Но во високо процесираните и млечни производи и во високо процесираната храна која што е богата со празни калории, каде што нема нутриенти. Значи, она што
не мора да го исклучиме, не треба да го исклучуваме. Но не смееме ни да дозволиме претежно да доминира во нашата исхрана. Така да секогаш исклучување на намирница на која што нема медицинска оправданост да се исклучи, не е неопходна и не носи во добро здравје. Тоа се тие модерни трендови кои што многу лесно ги прифаќаме без да ја познаваме структурата на храната и едноставно го земаме готовиот производ без да размислиме што губиме, а што добиваме. Кога сме ке модерните трендови, ќе споменам и кето диетата, онаа која што се базира на протеини. Што се случува со цревот и цревната флора при таков начин на исхрана? Всушност, секој тип на диета, во кое што се пренагласува еден тип на намирници, е најдобар пат да ја упропастиме нашата цревна микрофлора. Затоа јас воопшто не ги протежирам исхраните каде што отсуствуваат јаглените хидрати. Треба да внимаваме кои јаглени хидрати ги конзумираме, затоа што посебно кето диетата во нејзе недостасуваат билни влакна. Кето диетата е одржлива кога е медицински препорачана, одржлива на краток временски период, со интервали, со пауза. Впрочем, во проценти 99% од луѓето кои што практикувале строги протеински и кето диети, после 6 месеци имаме проблем во враќање на диверзитетот на цревната микрофлора. Од таму и се вели дека диетите не се добри. А што велите за францускиот парадокс? Тие таму конзумираат алкохол, црвено вино, речиси после секој оброк. Исто така примаат голема количина заситени масни киселини преку лиснатите теста, а сепак бројот на заболени од болести на срцето или пак болести како што се изливот на мозок се драматично помали во споредба со некои други земји. Францускиот парадокс во научна смисла е парадокс, но јас би сакала да го кажам да ја покажам големата слика. Со овој француски парадокс, француската кујна се издигна на една гранде кузин, значи нешто што цела Европа сакаше да го имитира. Меѓутоа, истражувањата покажуваат дека количеството на црвено вино на дневно ниво не е поголемо од конзумирањето на алкохол преку црвени вина во остатокот од Европа. Тие само едноставно добро уживаат во црвеното вино во ограничени количини. Парадоксот на лиснатите теста, во Франција е забрането да се подготвуваат лиснати теста со маргарин. Тие се подготвуваат со путер. Значи тука што значи е дека треба да ја имаме целосната слика. Феноменот на домашно приготвена храна кај французите и кај италијанците треба да го следиме. Но сепак јадат и сирење во голема количина. Да, но и тоа не е голема количина. А не ни тука. Се е умерено. Значи, тоа е тајната. Кај нив е тајната во голем диверзитет, мали количини, но големо уживање во храната. Она кое што западниот свет всушност го заборави социјалниот момент и уживачкиот момент на храната. Тоа е францускиот парадокс многу повеќе од количините на нездрава храна кои што тие ја конзумираат. Секако, ресвератролот, односно црвеното грозје, директно влијае, значи протективно, и имаме одлични научни студии кои што велат дека навистина го штитат нашето кардиоваскуларно здравје, но да не заборавиме дека за да добиеме ефект здравствен од ресвератролот преку црвено вино, потребни ни се 3 до 5 литри вино на ден, што значи дека црвеното грозје во природна форма е сепак најдобриот извор на ресвератрол, кој што треба да го конзумираме во однос на заштита на здравјето.
Сега ќе проговориме подетално што би можеле да промениме во начинот на исхрана за да си ја подобриме цревната флора, со тоа и здравјето. Одиме со следниот факт во денешната Телма амбуланта, кој што гласи во исхраната вклучете храна богата со растителни влакна. Сега велат дека недоволниот број на растителни влакна ќе доведе до намален број на бактерии, бидејќи тие се всушност храна за бактериите. Дали е тоа точно? Тоа е точно. Она што е најопшто кажано е дека всушност билните влакна, затоа и Светската здравствена организација ги ревидираше препораките, па вели во зависност од возраста минимум 20 до 35 грама билни влакна на ден. Се смета дека 80% од популацијата не стига ни до половина, па затоа влеговме во една индустрија на функционална храна, каде што билните влакна почнаа да се додаваат, храната да се фортифицира со билни влакна, за да стигнеме до внесот на билни влакна. Она што е интересно е дека само преку билните влакна ние може сами во нашиот организам да создаваме микроорганизми кои ја одржуваат нашата цревна флора. Што значи дека за диверзитет и за функционалност на микрофлората се поважни билните влакна отколку готовиот пакет наречен пробиотици. Се смета дека треба да бидат во еден идеален сооднос меѓу себе за да делуваат симбиотски. Па сега тука може веќе да искористиме прилика да кажеме дека билните влакна се носители на пребиотската храна, но не сите билни влакна се пребиотска храна. Само одреден процент од билните влакна имаат пребиотски својства. Па во последно време се направи еден неофицијален златен стандард на мерење на пробиотскиот удел на билните влакна во одредени намирници. Тука се зема билните влакна, значи ги бараме, така наречените олигосахариди, и тие пребиотската храна доаѓа исклучиво од растително потекло. Пробиотската може да биде и од растително, и од животинско потекло. Но пребиотската доаѓа исклучиво од така наречените олигосахариди, кои што ги имаме повеќе групи, кои што доаѓаат, значи, фруктоолигосахариди, кои што доаѓаат од овошјето, така наречени фосили фруктани, галактоолигосахариди, полисахариди, кои што доаѓаат од претежно од житарките, и инулин. Имајќи во предвид дека инулинот е златен стандард за функционална храна и за пребиотска храна, колку има пребиотици во храната мериме со количеството на инулин. Што значи дека коренот на цикорија, 80% од билните влакна се пребиотици. Лукот, кромидот, празот, 17% од вкупниот внес, од вкупниот состав на билни влакна. Интегралните житарки различно, помеѓу 10 и 15. Зелената банана 11% содржина на инулин, значи 11% од билните влакна кај бананата всушност се пребиотска храна. Што значи дека она што треба да направиме за да го подобриме е да се бориме за што повеќе инулин во нашиот организам и по тоа, значи, да го мериме вкупниот внес на диетни влакна. Она што е интересно е дека инулинот и поради друго е златен стандард, поради тоа што многу проблеми, болести на дигестивниот систем не реагираат на внесот на инулин, додека пак другите билни влакна, фруктаните, така, од другите извори знаат да направат проблем кај оние кои што имаат иритабилен колон, кои што имаат проблеми со други дивертикулитис, значи други здравствени состојби
не можеме да пристапиме во диетотерапија на менување на микрофлората поради тежината на нивната дигестија. Она што е интересно е, според мене, пребиотиците ќе го спасат нашето здравје. Зошто? Пробиотиците дел ги губиме во желудечната, преку желудечната киселина и тие се готов пакет. Но пребиотиците се отпорни на желудечна киселина, тие се несварливиот дел, отпорен скропе инулинот, не им делуваат ензимите за дигестија на храна, туку тие почнуваат метаболички процеси во цревата, каде што почнуваат да им даваат простор на добрите бактерии да завземаат територија и да делуваат на нашите хормони, на нашиот имунитет, да ги отстрануваат токсините. 30% од калориите, впрочем, од дневниот внес, тие ги одработуваат во цревата, во тенкото и во дебелото црево. Па сега, доколку не ни чини микрофлората, имаме покачување на телесна тежина, затоа што 30% од калориите не се преработени. Но исто така, ако немаме добра микрофлора, имаме еден пренебрегнат проблем на модерното живење, а тоа е лошата апсорбција. Ако ние немаме добра апсорбција на нутриенти, постојано сме гладни, бидејќи тогаш не можеме да искористиме од тоа што јадеме, имаме намалено искористување на 3 многу важни минерали, тоа е калциумот, магнезиумот, железото, немаме доволно производство на К-витамин, одредени Б-витамини, како што е Б12, потоа немаме доволно производство на бета-глукан, имаме намален имунитет и навистина традиционалните медицини кои што велеле дека здравието е во цревата, денеска научно се докажува. Так, затоа и велат оние кои што имаат проблем со дебелинината, всушност имаат проблем со цревната флора, објаснивте зошто е тоа така. Следниот факт говори за она што веќе го напоменавте, дека треба да користиме интегрални житарки, значи користете интегрални житарки во исхраната. Важно е да бидат целозрнести, така? Многу е важно да бидат целозрнести. Дури и да бидат целозрнести, ако се високо рафинирани, значи премногу уситнети, и тогаш не можеме да го искористиме полниот капацитет на билните влакна. Кај билните влакна, кога третираме дисбиоза или сибо, значи кога имаме премногу голем раст на лоши бактерии во нашата микрофлора, е многу важно да биде храната цела, да не биде сгмечена, испасирана, исцедена, преварена. Значи, тогаш го губиме полниот капацитет. И она што е многу интересно е да бидеме внимателни и во добра комбинација помеѓу сварливите и несварливите. И вообичаено гледам, многу често се зборува ферментација на протеините во цревата. Во нашите црева ферментираат само јаглените хидрати, ве молам. Месото не ферментира во нашите црева. Ферментираат само јаглените хидрати. Какви јаглени хидрати даваме на ферментација, тоа враќаме, добиваме назад. Ако даваме прости шеќери, во текот на ферментацијата добиваме нус производи, масни киселини кои се штетни, алкохол и други материи и гасови кои што апсолутно не ни годат. Ферментацијата од билните влакна добиваме масни киселини со кратки ланци, кои што многу често знаеме и да ги суплементираме, и добиваме, значи, производи кои што се добри за нашата цревна флора, што значи дека многу е важно што даваме за ферментација на микрофлората. И затоа е потребно, и затоа јас велам да се користат, во овој случај ми се оправдани снегулките, бидејќи се на некој начин приготвена храна која што во голем дел знае да ги задржи билните влакна во онаков облик кој што ќе се вклучат, значи, во колонизацијата на нашата микрофлора. Кога ќе одлучиме да внимаваме на нашето здравје, се решаваме да купуваме полубел или пак црн леп. Дали
тие се интегрални секогаш? Дали бојата на лебот значи дека е интегрален? Да бидеме искрени, бојата на лебот во интегралните и полуинтегралните лебови најчесто доаѓа од препечениот рж, кој што се додава во процесот на технолошкиот процес. Технологијата прехранбена оди со брзи чекори напред. Не сите лебови се интегрални. Просто во интегралните лебови треба да ги воочиме со голо око зрната, и тие се тешки, и тие се влажни. Наједноставниот начин, кој што јас во пракса, во работа го велам, ве молам, бирајте леб според тежината, што значи дека треба лебот да биде тежок и на голо око да видиме барем некое цело зрно во лебот. Дадице, ќе ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната емисија на телефонскиот број 3076-677. Почитувани, очекуваме прашања на темата на која што денеска говориме. А во продолжение на емисијата ќе погледнеме уште еден факт поврзан со начинот на исхраната и подобрувањето на цревната флора. Тој гласи: внесете ферментирана храна на вашето мени. Каква е таа ферментирана храна? Дали секоја кисела храна е ферментирана? Не секоја кисела храна е ферментирана храна. Ферментирана храна се смета само онаа која што во текот на ферментацијата крајниот продукт е поквалитетен од суровината. Во ферментирана храна од зеленчукот спаѓа онаа храна која што сме ферментирале на начин како што ја ферментираме киселата зелка. Било кој зеленчук кој што има јаглени хидрати може да го ферментираме на истиот начин. Дури коренестите зеленчуци, кои што летно време се подобра варијанта за ферментација од киселата зелка. Ние летно време кисела зелка не може да ферментираме, но затоа може да ферментираме коренести. Може да ферментираме моркови, цвекло, сите видови на трупки, значи само многу малку сол, доста кислород, чиста вода и зеленчук. Друга област се оние од животинско потекло. Тука спаѓа кефирот, тука спаѓа јогуртот, тука спаѓа киселото млеко, одредени видови на сирења. Меѓутоа, и тука, за жал, технолошкиот процес, како да ја скрати ферментацијата, односно зреењата на сирењата, ретко кога и каде имаме пристап до сирења кои што зрееле толку колку што треба за да се оформи целиот процес на ферментација и корисните бактерии. И воглавном ферментираната храна е извор на готови пробиотски култури, оние значи кои што директно впрегнато неуморно работат на одржување на балансот, значи тие се оние кои што работат постојано на одржување на соодносот на балансот на добрите и на лошите бактерии. Она што е интересно е дека во случај на нарушување, кога однапред знаеме дека правиме, ни се случува нешто, посегнуваме кон пробиотици како суплементи. Но пробиотиците од храната треба да бидат постојани во нашата исхрана и кога немаме индиции дека треба да внесеме, а плюс од проста причина што тие овозможуваат територија на пребиотиците да бидат активни и на тој начин тие живеат во една симбиотска хармонија. Тие се поддржуваат едни со други. Симбиотиците ги хранат пробиотиците за да ја вршат работата која што треба да биде извршена. Имаме гледач кој што очекува да се вклучи во денешната Телма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден. Дали се уште е гледачот на линија? Еве уште една можност, не, се исклучил. Често пати можеме да видиме во продавниците кисели млека во кои што е додаден пробиотик. Дали се тие добра опција за нас и за цревната флора? Да, една цела палета на пробиотски. Тоа значи дека во технолошкиот процес се заштитила културата со која што се инакулирал процесот или веќе на крај е
таа додадена. Во секој случај тоа спаѓа во фортифицирана храна и може да се ослониме на зголемен внес на пробиотици. Кај пробиотиците најдискутабилниот момент е што кога ги имаме во облик на храна, голем дел од нив не ја поминуваат желудочната бариера, голем дел од нив, па затоа се појави потреба од фортифицирање. И затоа се појави и потреба од суплементирање. Затоа што голем дел од нив не ја поминува, значи делуваат, поготово киселата средина, делува и тогаш имаме понатаму помал влез. Знаете, цревата, тоа е еден многу интересен феномен нашиот организам, каде што неверојатно кисела средина, потоа треба да премине, цревата мора да имаат благо базна средина, 7,2-7,4 pH вредност, за да може сето она што се случило при варењето на храната во желудникот, понатаму да може да се дигестира, да се абсорбира и така натаму. И тука во тој пат кај желудникот губиме голем дел и затоа се појави потреба од фортифицирање. Тука ќе погледнеме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Со Надица Илиевска, дипломиран нутриционист, денеска зборуваме за начинот на исхрана кој што може да ја подобри нашата цревна флора и со тоа да си го заштитиме и зачуваме здравието. Надица, имаме гледачи кои што очекуваат вклучување, да им дадеме предност. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до гостинката. Благодарам. Многу убава емисија, мислам и сите емисии ви се добри, ви благодарам што ни давате можност да можеме и да прашаме. Да скратам, јас само се јавувам, јас сум баба на година и 8 месечно внуче. Сакам да ја прашам, пошто од внатрешност се јавувам, не можам да дојдам до нутриционист. Малата уште од 10 месеци многу сака да јаде смути со цвекло, морков и јаболко, или вишна, јаболко, банана, кефир исто. Јаде послабо леќа, боранија, грашак со телешко, бритва со мисиркино. Гледаме по тоа што лекарот ни препорачува, меѓутоа е многу слаба. За година и 8 месеци она има 8 кила. Слаба, цврста е. Дали негде грешиме, дали треба да се раствара. Сега и даваме по 2 портокали, ако ги додадеме вода не ги пие, ако ги дадеме изседени така ги пие одма. Ве молам ако така, може еден да совет. Така, ви благодарам за вклучувањето, една загрижена баба за здравието на нејзиното внуче, кое што е слабо. Да, исхраната на децата мене ми е омилена тема како и секогаш. Значи, многумина баби би дале се на светот да имаат внучиња што се хранат вака. Значи, важно е да детето здраво. Мерилата во однос на телесната маса апсолутно, значи доколку е здрава, веројатно во овој начин на исхрана е претежно на ставен акцентот на нутриентите. Генерално, може би треба да се зголеми внесот на јаглени хидрати, но доколку се работи за здраво дете, апсолутно не треба, значи, да биде загрижувачко тоа во врска со телесната тежина. Може би малку повеќе физичка активност, значи за градење на мускулна маса. И детето е претежно колку што можеме да видиме на зеленчук и на овоше, може би треба протеинскиот внес да се зголеми. Протеинскиот внес, тука би дошле, значи, јајцата, тука би дошла рибата. Протеинскиот внес да се зголеми за да има градбена основа, да, за да има градбена, да се зголемува постепено протеинскиот внес, инаку генерално ова спаѓа во еден многу пожелен начин на исхрана на дете во развој. Така. И успех очигледно и за родителите, па и за бабата и дедовците, предпоставувам, кои што учествуваат во подготовките на оброците. Имаме уште еден гледач, да го вклучиме. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата. Благодарам. Едно прашање на докторката.
Јас имам проблем со тироидната жлезда. Имам хипер. Примам таблети и пироксоцилин, 550. А докторката никогаш не ми е кажала што треба да употребувам од храна. Ниту да примам, ниту да не примам. А слушам од многу ваши колешки дека не треба да се јаде џелка и сешла во семејството на џелката, кикирики, левено семе. Не знам, вие побојте ми објасните што треба. Така. Ви благодарам за вклучувањето. Ова е неинтересна тема. Тука се поделени Надица ставовите. Треба ли, не треба ли да се направи некоја промена во исхраната кај лицата кои што имаат проблем со тироидна жлеза? Што велите вие? Значи, и трендовите влегоа и во секоја диетотерапија. Она што е интересно е дека многу се истражуваше последните 20 години за така наречени гоитрогени супстанци кои што ја намалуваат работата на тироидната жлезда и кога веќе имаме намалена работа на тироидната жлезда, треба да се избегнуваат. Но, за да гоитрогената субстанца делува гоитрогена, односно дополнително ја успорува, количините треба да бидат енормни, а гоитрогеноста се губи со термичката обработка. Што значи дека апсолутно не треба да се откажеме од одредени храни. За мене поголем проблем во исхраната кај Хашимото, и кај хипер, и кај хипотироидизам, всушност тоа е болест која што по дефолт оди со дисбиоза, со нарушување на цревната флора. Значи, тоа е, бидејќи метаболизмот, генерално тука, микрофлората делува на хормонските кои што секрециите во дигестивниот систем. Па тука се пореметува секрецијата, значи, на глукагонот и на грелинот. И тука го губиме чекорот со чувството на глад и на ситост, и затоа треба всушност генерално така и дојде интересот, мој интерес во однос на третманот, затоа што во пракса се ми се сведува на почеток од регулирање на цревната флора. Констатирање дали има дисбиоза или нема дисбиоза, и секогаш каде што почнувам со регулирање на работата, значи на микробиомот, понатаму како полесно да се решаваат другите проблеми, како да постои една повратна спрега, што значи дека гоитрогените субстанци внимателно никако да се исклучат. Што значи тоа? Да не се конзумира 1 килограм брокула свежа во текот на неделата. Малку брокула, меѓутоа 3 пати во неделата. Зошто значи, да не? сосема 100-200 грама термички обработена. Апсолутно. Губиме многу повеќе доколку ја исклучиме. А просото Надица била дека тоа е проблематично содено. Просото исто е губи гоитрогеноста со термичката обработка, понагласено е. Кај просото може би тоа, меѓутоа секако просото не е намирница која што ја конзумираме на дневна основа. Што значи дека останува да бидеме умерени во се, да не исто го имаме и обратниот. Значи, оние кои што имаат хиперпродукција сметаат дека само со конзумирање на гоитрогени субстанци ќе го решат проблемот, што во пракса е неизводливо, па тука имаме недостаток на некои други работи. Значи, урамнотежена исхрана. Урамнотежена, и не смееме да си дозволиме луксус да ги исклучиме сите гоитрогени. Уште еден гледач очекува вклучување. Добар ден за него. Добар ден. Се исклучил во меѓувреме. Сега ќе погледнеме уште еден факт. Ќе го погледнеме шестиот луп во продолжение на емисијата, кој што вели: избегнувајте процесираната храна. Многу од нас посегнуваат по брза храна поради темпото и начинот на модерниот живот. Зошто процесираната храна проблематична и ако не ја употребуваме, што како замена да ставиме на нашата трпеза? Храната треба да ни овозможи функционирање на нашиот организам, односно да ни даде енергија, нутриенти, макро, микро и така натаму и се, и на тој начин да не одржува во добра кондиција и во добро здравје. Високо процесираната храна е храна која што е сиромашна на нутриенти, храна која што ние генетски не ја препознаваме,
Значи, нашиот дигестивен систем, ние се развиваме милиони години, а процесираната храна се намирници кои што ни се познати 50 години наназад. Едноставно, организмот метаболички не умее да ја преработи на начин на кој што таа би ни користела. Што значи дека таа само го оптоварува нашиот организам со вишок на енергија кој што нашиот организам не знае што да му прави, па на крајот го складира. Таа е сиромашна на нутриенти, таа е извор на одредени токсини, таа во себе нема билни влакна, што значи дека не може до крај да биде изработена од нашиот организам. Тоа е како на организмот кој е жеден, вие да му давате да пие кафе. Се трудам едноставно да се појасни. Да се појаснат работите. Значи, тоа е лошата страна на високо процесираната храна. И нашиот организам мора да ја одработи и прави нус продукти кои што после тоа мора нашиот организам да се занимава, да ги неутрализира, да ги isфрли, да некако, што вели нашиот народ, да им го најде чарето, секогаш во лоша варијанта и секогаш на штета на нашето здравје. Веќе ги спомнав шекерите. Значи, тие ферментираат, но ферментираат во лоша патека. И диетните влакна ферментираат, но ферментираат во добра насока. Во таа смисла. Тука истото важи и за трансмастите. Но ние избегнуваме маргарин, но не избегнуваме кондиторски производи и не ги избегнуваме пекарите. А најголемиот дел од трансмастите точно ги примаме преку високо процесираната храна и преку пекарските производи. Надице, сосема накратко, бидејќи немаме време, еве неколку комбинации на производи кои што би биле добра храна за нашите бактерии во цревата. Значи, прво зачините за да овозможат добра дигестија, за да ги одморат нашата Какви микрофлора. зачини? Најдобри оригано, куркума, ѓумбир. Добра. Од храни на дневно ниво мора да се конзумираат зеленчуци, но посебен нагласок ќе дадам на бананата, зелена банана, тоа е пребиотска храна. Доаѓа сезона на јагоди, на јагодите, јаболко со лушпа. Со лушпа? Да, јаболко со лушпа. Ние обично ги лупиме. Ние ги лупиме затоа што не знаеме какви се. Но треба да се потрудиме да најдеме природни јаболка, ги има се уште. Значи со лушпа, потоа интегрални житарици барем еднаш во текот на денот. Барем еднаш. Тука се главни треба да бидат јачменот, пченицата и овесот. Третата група е толку занемаруваните лук, кромит, прас. Мора да бидат свежи? Може би да Мора да бидат свежи за да го излечиме и за да му помогнеме на нашиот микробиом. Тоа речи си воопшто не го примаме во текот на неделата. Пелиме ке мирисаме непријатно, здивот ке мириса и слично, па ги избегнуваме најчесто таа конзумираме во вечерните часови, во попладневните часови. Тој, например, и го смирува организмот, затоа што алицинот делува директно пробиотски и низа други метаболички процеси има. Пребиотската храна е онаа која што мораме да ја конзумираме. Доколку не можеме, во тој случај се оправдани суплементите како што е инулинот, како што е фос, како што се фруктаните, како што е функционалната храна, но она што секој ден треба да го исконзумираме е неколку парчиња овошје, богато пребиотски, барем еднаш во текот на денот, во еден оброк да имаме интегрални житарици и 2 пати во денот да имаме, значи, внес на пребиотски зеленчуци од типот на зелен зеленчук и од типот на лук, кромит, прас, треба да ги вратиме во мода. И да ги вратиме повторно ферментираните производи на трпезата и редовно да се земаат јогурт, кефир. Кефирот и киселото млеко се подобри опции. Подобри опции? Да. Надица, ви благодарам за денешното гостување во Телма Амбуланта. Повторно една исклучително корисна емисија, бидејќи научивме особено во изминатиот период колку е важен имунитетот.
Ви благодарам на поканата, секогаш ми е големо задоволство. Почитувани, внимавајте на вашата исхрана и секогаш внесувајте храна која што е добра за вашата бактериска микрофлора. Ви благодарам за вниманието со кое што наследавте. До гледање.